Нови измени во законот за стечајци се менуваат клучни ставки кои се однесуваат на годините на стаж и периодот на кој се однесува законот. Новината предвидува задолжителните 15 години на стаж во државно предпријатие да не се ограничува само на една фирма, туку во предвид да се земе и стажот кој работникот го остварил во повеќе државни компании. Дополнително се проширува и периодот на важност на законот. Предходно предлог законот што ни беше дека 15 години секој што има фирмата при стечају да биде 15. Сега не, одеме сега на вкупен стаж, без разлика на годините на вкупен стаж, не 15 ефективни. Тоа е најновото и друго што ќе запишуваме од 1.1.2017 до 31.7.2017. Ова автоматски значи изголемување на бројот на стечени работници кои ќе ги исполнат условите за добивање паричен надомест. Обавезно ќе се зголеми бројот. Бројот ќе се зголеми сега на ниво на ќе се зголеми тоа беше ни предлог и прифана, иначе нашо беше да прифанат и фалеа на некој по месец, по 2, по 10 дена со 15 години и оде премиерот, че идеме на целокупниот стаж и така, ама не од приватни фирми. Целокупниот стаж од општествените што се работили. Само во Штип од правичните 400 стечени работници, сега бројката е над 600. Јас работиш у Македонка, нели она тогава беше под државно крило и како што се затвори Македонка и не сум работен веќе никаде и така чекаме. Па од 2001 веќе, 16 години. Па тешко, како се снаоѓаме така. По полето грозе ќе береме, вишни ќе береме и тоа така, цело лето. Се надеваме дека ќе се реши. Само предлог законот не е толку јасен. Се го менуват со 15 години непрекиден стаж, сега кажа со вкупни години. И сега ќе видиме што ќе се реши со тоа. Но државата во буџетот има предвидено пари за само 3000 стечени работници, па сега големо прашање е што доколку бројката се надмине. Решение мора да се најде подитно, зашто притискаат и стечајците и парите, а секако и изборите.